Охрид, центарот на православието, блесна со исконска убавина. Охриѓани буквално живеат за големиот христијански празник Богојавление Водици, бидејќи фрлањето на крстот е традиција која ја негуваат од памтивек. За оваа црковно-народна манифестација секој сака да биде во градот кој е македонска духовна престолнина. Положувањето на светиот крст во езерските води годинава ќе го изврши митрополитот Дебарско-Кичевски господин Георги, кој неодамна ја превзеде епархијата. Централна богослужба ова година исто ќе биде во црквата Успенија Пресвета Богородица Каменско, каде што ќе чиноначалство во неговото високопресвештенство митрополитот на Дебарско-Кичевската епархија господин Георги. Богослужбата, литургијата почнува во 8:15 часот, за во 9:45 часот да тргнат литиите према градско пристаниште и во 10 часот да се осветат водите на Охридското езеро. Сите капачи кои сакаат да скокаат во светените езерски води, пожелно е денес да се јават на медицински преглед. И препорачуваме на сите да дојдат, да одвојат 5 минути и да ја видат својата здравствена состојба, да ги добијат препораките, да знаат каде е движењето и каде ќе се тимовите за не дај Боже. Верските празници не се само датуми во календарот, туку столбови на духовноста, преку кои народот го препознава сопствениот идентитет, вкоренет во верата и обичаите. Ако во Охрид празнувањето на Водици има особено значење, тивкиот чувар на огништето Свети Василий и традиционалната прослава на Стара Нова година во Вевчани, која кулминира со карневал, надалеко ја прочу најмалобројната општина во Македонија. Хроничарот Анастас Кјушковски, кому пасија му се некогаш забранетите женски маски, го прашавме дали има разлика во начинот на кој се празнува Свети Василий некогаш и сега. Јас по моите 83 години барем сум ја почувствувал таа разлика од оние традиционални маски кои се изработуваат од природни материјали до овие најсовремени, поготово сега со ова вештачка интелигенција. Ја не знам што ќе се случи со карневалот, затоа што тоа веќе станува нереални слики. Оние реалните зборуваат нешто друго, треба да ја прочиташ душата на човекот. Карневалот своји примеси почнувал да добива и со начинот на животот, со печалбарењето, се носеле, да речем, многу идеи од надвор, многу делови на реквизити се носени се маски од Италија, носени се сабји од Романија за да се заигра орото со сабја. Никој не знае колку маски имало досега. Откако постои Вевчани, оттогаш постои и карневалот. Вевчани како мокина населба се спомнува уште во 9 век, раскажува Кјушковски.